Добре дојдовте во урбаните вести, кои ги започнуваме со веста дека паркиралиштата со кои стопанисува јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар за великденските празници од петок до понеделник ќе бидат бесплатни за сите граѓани. Паркиралиштата ќе продолжат со редовно работно време на 10 април, вторник со вообичаено работно време. Останете со нас, следува најавата од насловите за денеска. Со Велики четврток почна празнувањето на Великден. Се одржа манифестацијата "Подари книга за великденско јајце" во општина Илинден. Хуманитарен великденски базар на лица со оштетен вид во Киселавода. Општина Ѓорче Петров и Хабитат Македонија потпишаа меморандум за соработка. Од денеска може да се аплицира за субвенции за набавка на печки на пелети. Православните христијани денеска го слават Велики четврток, со што започнува празнувањето на Великден. Домаќинките пред изгрејсонце ги вапцаа првите великденски јајца. Црвените јајца во христијанството се символ на воскресението Христово и на самиот празник Великден. Православните христијани денеска го слават Велики четврток, со што започнуваат великденските празници. Уште пред изгрејсонце домаќинките ги бојадисуваат првите 3 црвени великденски јајца. Црвените јајца во христијанството се символ на воскресението Христово и на самиот празник Великден. Црвената боја има символика на победа на животот на смртта, а воедно ја символизира и Христовата крв, која Исус ја пролеал на крстот за спасение на сите луѓе на земјава. Оваа црковна традиција потекнува од првиот век по Христа. Великденското јајце е старо колку и христијанството и црквата го прифатила во својата традиција и практика како символ на Христовото воскресение. Првите христијани и современици на апостолите почнале да бојадисуваат јајца и да ги подаруваат на Великден, поздравувајќи се со поздравот Христос воскресе. На тоа отпоздравувале вистина воскресе. Според светото предание се смета дека Марија Магдалина, една од жените мироносци, прва го започнала овој обичај за великденските црвени јајца. Првите 3 јајца се вапцуваат на Велики четврток пред изгрејсонце, за да не ги види сонцето, и затоа според верувањата не се расипуваат со години. Старите адети кажуваат дека взори на Велики четврток треба да се вапца барем едно црвено јајце. Првото вапцано црвено јајце му се наменува на Господ и се нарекува Господово јајце. Второто е за домаќинот на семејството, третото е за берекет и за стоката. Обичаите велат дека домаќинката не треба да биде гладна кога започнува со вапцање на јајцата. Треба да касне макар еден залак хлеб, затоа што наводно доколку вапцува на гладно, таквите јајца не носат радост, туку би можело оној што ги вапца да биде несреќен и болен. Штом излезат првите сончеви зраци на Велики четврток, домаќинката или кој било што ги вапца јајцата ги буди најблиските и со првото црвено јајце им поминува по лицата. Општина Илинден по 12 пат ја одржа манифестацијата "Подарете книга за великденско јајце", символ на Христовото воскресение. И оваа година имаше голем број на убаво украсени великденски јајца, а фондот на собраните книги постојано се зголемува. Домот за култура Илинден во општина Илинден беше препон со убаво украсени црвени великденски јајца, кои учениците ги подаруваа на секој што ќе донираше книга. Манифестацијата "Подарете книга за великденско јајце", символ на Христовото воскресение, во општина Илинден се одржува 12 години поред и ги обединува културата, уметноста и традицијата. Оваа година во чест на 2018-то лето Господово, символично беа украсени 2018 великденски јајца. Градоначалникот на општината Жика Стојановски информираше дека манифестацијата од година во година станува се поголема, а се зголемува и бројот на собрани книги кои се распределени во библиотеките низ општината. До сега во претходните 11 манифестации имаме собрано, односно добиено или од посетителите подарено 32.000 книги. Тоа е многу убав фонд на книги од повеќе области и тие се распределени во училишните библиотеки и во општинските 2 библиотеки. Едната е сместена во Домот на култура Илинден, едната во Домот на култура во Марино. Градоначалникот Стојановски се заблагодари на сите посетители и досега на сите учесници на манифестацијата што одвоиле време и подарија книга.
На денешната манифестација можеше да се забележи голема посетеност од ученици, писатели, поети, граѓани од бизнис секторот, кои несебично подарија книги, што понатаму ќе им користат на учениците од оваа општина. Овде има лекторни изданија кои што го намалуваат буџетот на нашите родители, односно го заштедуваат буџетот на нашите родители, каде што ни овозможуваат да бесплатно да ги набавуваме книгите во нашите училишни библиотеки, така и во општинската библиотека. И оваа манифестација, како и книгите, нас на некој начин ни се инспирација за творење. Ние како млади автори можеме да понатаму да твориме и да даваме придонес во нашата литература. Во пресред на Великден во црквата Света Петка во Киселавода се одржа хуманитарен базар во организација на Сдруженијето на слепи лица Скопје и општина Киселавода, на кој рачните изработки на домакинките експресно беа распродадени. По четврти пат годинава се одржа хуманитарен великденски базар во организација на Сдруженијето на слепи и лица со оштетен вид Скопје, а за прв пат годинава подржано од општина Киселавода. На базарот беа изложени за продажба великденски погачи јајца, колачи, пити, изработени од рацете на домакинките членови на Сдруженијето. Овогодинешниот базар се одржа во дворот на црквата Света Петка, а од општина Киселавода истакнаа дека оваа манифестација ќе ја поддржуваат и во иднина, а за трите најдобри изработки од општина Киселавода е обезбедена парична награда. Општина Киселавода овие средства ќе ги донира во Сдруженијето. Се работи за награди за прво наградената од 5000 денари, 3000 денари и трето наградената од 2000 денари. И подоцна овие средства ќе идат исто така за лицата со оштетен вид. Воедно го поддржуваме заедно и училиштето што се наоѓа на територија на Киселавода Димитар Влахов. Средствата собрани од продажбата на рачните изработки ќе бидат наменети за членовите на Сдруженијето на слепи и лица со оштетен вид кои се социјално загрозени. Овој базар од хуманитарен карактер досега се одржувал и во соработка со општините Ѓорче Петров, Аеродром и Газибаба. А целта на манифестацијата е да се представат лицата со оштетен вид дека и тие може да приготвуваат разновидна храна. Мило ни е што еве со сите општини каде што сме се обратиле, наидуваме на голема соработка. Овој пат за среќа, како секоја година мислам еве напредуваме со акцијата, овој пат можам да речам дека и од црквата и од општината наидовме на многу голем прием. Преку оваа манифестација сакаме нашите членови од Сдруженијето на слепи како слепи лица да ги представиме пред јавноста и да види јавноста во сите општини на овој голем празник, доаѓајќи луѓето во црквата и да видат дека и слепата жена знае како домаќинка, како мајка да приготвува храна како за секој ден, така и за Великден. И сите средства што ќе се соберат од овие продажни изработки ќе бидат наменети пак за наши членови, социјално загрозени членови, нив ќе бидат поклонети парите. Душанка Кентаровска е една од членките на Сдруженијето која секоја година со разни производи кои таа сама ги прави, учествува на базарот. Во оваа манифестација ние учествуваме веќе четврта година. Сите жени, активот на жените на Сојузот на слепите на градот Скопје. Секоја година различити производи произведуваме и вака ги изложуваме и ги продаваме. Јас оваа година направив една голема погача, плетена погача, великденска, и направи мафини со јајца. За време на продолжениот празничен викенд, Здравствен дом Скопје ќе има 24-часовна заштита во дежурните нукни пунктови во поликлиниките, информираат од Здравствен дом Скопје. Во текот на предстојните празнични денови, службите на Здравствен дом Скопје ќе обезбедуваат 24-часовна здравствена заштита преку дежурните нукни пунктови во поликлиниките Идадија, Ченто, Чаир, Ѓорче Петров, Битпазар, Јане Сандански, Шуто Ризери, Драчево и Букурешт, информираат од Здравствен дом Скопје. Оттаму нагласуваат дека саботното дежурство на 7 април на сите специјалистички служби ќе се реализира во поликлиниката Букурешт од 8 до 16 часот и 24-часовна покриеност од службата за итна медицинска помош со домашно лекување. Од Здравствен дом Скопје им препорачуваат на граѓаните поради изминатиот период на постење да внимаваат со внесување храна од животинско потекло
и конзумација на алкохол поради здравствени и безбедносни причини. Општина Ѓорче Петров и Издруженијето за хумано домување Хабитат Македонија потпишаа меморандум за соработка за реализација на проектни активности за воспоставување регистар на стамбени згради и станови и регистар на управители на стамбени згради за сектор домување. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски и извршниот директор на Хабитат Македонија Зоран Костов денеска потпишаа меморандум за соработка во врска со спроведување проектни активности за воспоставување регистар на станбени згради и станови и регистар на управители на станбени згради за секторот домување во Македонија. По завршување на регистарот од кој ќе се добијат потребните податоци за состојбата во која се наоѓаат зградите на територијата на Ѓорче Петров, во план е да се прејде на втората фаза во која ќе се утврдат условите, критериумите, начинот и постапката за субвенционирање од страна на општината на фасадите и крововите на зградите, со што ќе се доведе до зголемување на енергетската ефикасност, а со тоа и намалување на трошоците на сметките, како и придонес кон заштитата од аерозагадувањето. Денес започнуваме соработка со нашите пријатели од Хабитат Македонија во делот на спроведување на проектни активности во секторот. Како општина си поставивме една поамбициозна цел, а тоа е да градиме партнерство со граѓаните за инвестиции во колективни станбени згради, односно во секторот домување, и тоа инвестиции со мерки за енергетска ефикасност. Ова е подготвителна фаза со која ќе се обезбедат сите предуслови за почеток на поддршка на инвестиции во секторот домување. За реконструкција на фасадите на зградите ќе имаат можност да конкурираат сите собственици и управители на станбени згради, но предност ќе имаат по старите згради. После отприлика 2-3 месеци на анкети кои што ќе се сондира теренот, фактички да видиме кои згради се компатибилни. Ние имаме еден предлог кој што се уште не е дефинитивен, да се почне со најстарите згради, практично со кои што се тие во еден најруинирани фактички, кои што највеќе ќе им е потребна оваа енергетска ефикасност и да се зајакне и објектот и дополнително се намалат трошоците, а постепено ќе направиме распоред во зависност од тоа што ќе ни дадат анкетите, дали веќе имаат постојните згради спремено, направено нов енергетски ефикасен кров, дали е останата само фасада, дали е потребно во кој процент се сменети од самите станари прозорите во делот на ПВЦ, столаријата и така натаму. Доколку некое семејство, тоа треба со одлука на Совет да го утврдиме, да се направи градација, доколку соодветно семејство кој што живее во одреден стан до одреден лимит имаат примања кои што се под просекот, за да може општината тука со одреден процент, дали 80, 90 или 100% да учествува во делот на парична помош. Зоран Костов од Хабитат нагласи дека нивната идеја е да помогнат на граѓаните и токму затоа условите на плаќање и ратите ќе ги прилагодат на финансиската моќ на жителите од Ѓорче Петров. Согласноста за оние што живеат во колективни стамбени згради, тоа го знаат, согласноста на станарите не е едноставен процес, затоа треба малце работа и развиена свест кај секој поединечно собственик на стан во колективна стамбена зграда дека енергетска ефикасната интервенција со субвенција или стимулација од општината ќе биде од добробит за зградата, а и од добробит за заедницата. Условите на кредитирањето се прилагодуваат на можностите на станарите. Ние немаме дефиниран продукт кои што ги имат тие и тие услови и ние после тоа на граѓаните им презентираме оној систем земи или остави. Туку прво ја гледаме финансиската моќ на граѓаните, односно собствениците на станови, и потоа го прилагодуваме кредитниот модел, кредитниот продукт на соодветната целна група. Во досегашното искуство 12-13 години колку работиме, имаме заеми на 20 години без камата, имаме заеми на 3 години со 1-2% камата. За конкретно годишно зборува. Од денеска до 21 мај граѓаните кои ќе купат печки на пелети може да аплицираат во град Скопје за надоместување на дел од трошоците за набавка на печката во висина од 70%. Овој повик ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Градот Скопје денеска го објави јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на печки на пелети.
Со цел да ги стимулира граѓаните да користат почисто гориво и поквалитетни печки за затоплување на своите домови, печки со повисока енергетска ефикасност и пониски емисии во воздухот, градот Скопје на граѓаните што ќе купат печки на пелети од денот на објавување на јавниот повик, а заклучно со 21 мај оваа година, ќе им надомести дел од трошоците за набавка на печката во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари, со вклучен персонален данок на доход по домаќинство. Јавниот повик ќе трае 45 календарски денови, од денеска заклучно со 21 мај, или до исцрпување на предвидените финансиски средства од буџетот на град Скопје за оваа намена. Доколку бидат исцрпени сите предвидени финансиски средства, градот Скопје ќе ја информира јавноста дека јавниот повик е прекинат пред истекот на периодот за кој е објавен. Овој повик ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Викендов на Матка ќе се одржи 50-тиот илинденски кајак слалом ИКАС, како и Европскиот куп во спуст. Од Кајакарската федерација на Македонија очекуваат на патиката Матка да се појават околу 70 надпреварувачи од 14 земји. Предстојниот викенд на патеката Матка кај Скопје ќе се одржи јубилејниот 50-ти поред илинденски кајак слалом ИКАС, како и Европскиот куп во спуст. По традиција, престижното меѓународно надпреварување ја има поддршката од Агенцијата за млади и спорт, а така ќе биде и оваа година. Председателот на Комитетот за слалом при Светската кајакарска федерација Томислав Црнковиќ го истакнал задоволството што повторно се во Македонија, во земјата која има идеални услови за одржување на еден ваков спортски настан. Председателот на Кајакарската федерација на Македонија, Коста Евтимов, очекува на патиката Матка да се појават околу 70 надпреварувачи од 14 земји. Надпреварите ќе почнат утре во 9 часот, а вечерва во Музеот на град Скопје е свеченото отворање. Друштвото на писатели на Македонија распиша конкурс за наградата Даница Ручигај, на кој авторките и издавачите своите книги треба да ги достават најдоцна до 30 април оваа година. Доделувањето на наградата е дел од активностите на Клубот на писателки во Друштво на писатели на Македонија, кој го носи името на познатата македонска поетеса Даница Ручигај. Друштвото на писатели на Македонија го распиша конкурсот за доделување на наградата Даница Ручигај за најдобра поетска книга од писателка член на Друштвото на писатели. Во конкуренција за ова признание ќе влизат стихозбирките објавени од мај 2017 до крајот на април годинава. Книгите до Друштвото на писатели на Македонија, авторките и издавачите треба да ги достават во 4 примероци, најдоцна до 30 април. Наградата се состои од плакета и ќе биде врачена на посебна свеченост во Друштвото во јуни. Доделувањето на наградата е дел од активностите на Клубот на писателките во Друштвото, кој го носи името на познатата македонска поетеса Даница Ручигај. Одлуката за формирање на клубот беше донесена по повод 80 годишнината од раѓањето на Даница Ручигај, која животот трагично го загуби на 29 годишна возраст во Скопскиот земјотрес. Во текот на ноќта, утре и задутре предпладне ќе има врнежи од дожд. Поинтензивни врнежи се очекуваат во северните и источните делови. Вечер и утре, кога ќе дува умерен до засилен северен ветер, кој ќе предизвика значително опаѓање на дневните температури. За време на великденските празници, времето ќе биде стабилно, суво и релативно топло. Во Скопје времето утре ќе биде со повремени врнежи од дожд и температура до 15 степени. Во деновите од продолжениот викенд температурата ќе достигне 21 степен. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатна вечер.